Втората работа се измените на кривичниот законник, кој што падна од небо за сите нас. Ние спомнавме дека имаме докази за таа работа. Јас еве ќе ги извадам вечерва во интервјуто. Ова е тоа фамозно USB стикче на кое што ги има измените, а измените ќе ви ги оставам. Ако ви прочитате измените на кривичниот законник, кои што се доставувани минатата година, ова за што зборувате е содржина од USB-то? Да. Значи овие измени се доставувани до Али Ахмети, Талат Џафери и трета адреса. Од кого? Од страна на поранешниот председател на ВМРО ДПМН. Во воведот, помеѓу другото се вели, ова се предлог за измени, односно намалување на висината на казните во кривичниот законник, на измена на овој закон во моментов и онака работи работна група, што е точно дека има работна група во Правда, која треба да подготви измени на овој закон. Во предлогот има и одредени предлози за намалување и надминување на некои други ситуации доколку се повторат некогаш, и клучното, доколку се прифатат овие измени, ќе дојде до поголемо релаксирање на напнатоста во општеството како резултат на политички прогон. Тоа нема во целост да ги затвори овие прашања, но значително ќе ги ублажи, што кореспондира со она што се случи, а нели одбраната е дека целосно не се затвориле случаите. И ако ги прочитате измените на членот 353, на членот 353В, кој што се однесуваат на злоупотреба на службена положба и овластување, и на членот 394, кој што се однесува на злосторничко здружување, ќе ги видите дека скоро целосно се ископирани во предлогот кој што го достави Министерството за правда во собранието и кој што помина. Еве ги прашање, ќе ви ги оставам за можете да ги објавите. Ќе ги видиме, да. Логичното прашање е како да ви веруваме дека ова е автентично и точно ова што го зборувате, бидејќи USB секој може да земе од некаде. Ова е текст работен во Word, така? Може да биде составен на било кој компјутер. Како да ви веруваме дека ова е автентично? Видете, прво, ако одиме форензички, ако сакате на тој начин да ги гледаме работите, има на ова USB јасна трага, кој е креатор на текстот, оние кои што се поупатени во компјутерите знаат како се остава трага, и таа трага е оставена на ова Може USB. Јас мојот компјутер да го крстам Никола Груевски? Не можете, има IP адреси и така натака. Не се прави тоа така. Тоа е едното. Второто, самото тоа што овој текст, а ние овој текст го имавме пред да се случат измените на кривичниот законник, скоро целосно одговара на тоа што помина како измени во кривичниот законник, јасно говори дека или имало комуникација, или исто се размислувало. Ама ќе дозволите дека до збор исто да се размислувало е преголема коинциденција.